Трите самовили, Стариот слепец и Ќелешот. Чита Александар Станојков. Си бил еден стар слеп во една планина и си имал еден голем сарај. Во сарају имал 12 одеи заклучени со 12 клучеи. Си било едно момче многу јунак и многу сиромашче. Бидејќи многу јунак и многу сиромавче, тргнало да барат късмет. Одело по гори и по планини и за късметот негов го нашал сарајо и се прибрал до старио. Откоја се распознале старио со момчето, му рекол старио на момчето: "Јас те сакам, момче, за наместо син ти да ми бидиш, ама ако легниш ничкум за да те удрам со потерицава 3 пати, што да може. Удри ме, старче, 6 пати ако сакаш, а не 3 пати, само син имај ме." Зело момчето една вреќа полна со слама и легнало до вреќата, таму свикало на старио да го удри со патерицата. Удри старио на вреќата со патерицата, пук сторила, свикало момчето: "Олеле, дедо, немај толку." Го удрил втори пат и трети пат, пак момчето викнало: "Олеле, дедо, ме отепа, немај толку." Откоја го удрил 3 пати, го посинил и му дал 10 клучи од 10 одеи да отвори момчето и да види што има и што нема во нив. Отворило една одаја, кога видело во неа полна со сребро. Отворило другата, полна со злато. Отворило треќа, полна бисери и така и отворило сите 10 одаи и во сите биле полни со сите убајање што имало на веков. Откоја видело момчето тие убајање, му посакало на стари уште 2 клуча за да отвори уште 2 одаи и да види што има во нив. Арно, ама старио не му и давал. "Земи и синко овците," му рекол старио, "и отери да и пасиш, што ти прегладнеа, чунти одамна не биле на пасење. И сегде да и пасиш, само не на Самовилската планина, таму да не и носиш, оти има 3 самовили што ми изедоа очите мои." Зело момчето стапот на рамо, закачило шупелката за појас и забрало овците и право ја отерало на Самовилската планина да и пасит. И натерало овците во наубаите лијаѓе да пасат и си седнало под една сенка момчето, та си дувнало шупелката да си свирит. Чуле самовилите и дотрчале кај него, та се ватиле оро да играат. "Слушај вамо, момче," му рекле, "ај ние да се ватиме со облак. Ти ќе ни свириш со шупелката и ние ќе играеме. А ако не надсвириш, што сакаш ќе ти дајме. А пак ако те надиграме, ќе ти иземиме обете очи." "Ајде така нека бидете. Еве, јас ќе ви свирам и вие играјте," му рекло момчето. Момчето свири самовилите играј, момчето свири, тие играј, дури ватило да му постануваат прстите од момчето. Момче, се умори што не пара можеш да свириш," му рекле. "Не се уморив, сестри самовили, туку ми дојде на ум за вчера дека го поштев татка со прстите во косата како што му буричкав, теки затоа и на шупелкава како да буричкам коса." "Бре, да си знаел зер да поштиш ти, а?" му рекле самовилите. "Лели си знаел, ај попошти не барем и нас, да видиме како ќе не поштиш." "Заповедајте, сестри," им рекло момчето, "да ве попоштам, да видите како убаво ќе ве испоштам." Дошле до него сите 3 и си клале главите на скутот од момчето да и поштит. Едно им расплетило косите и веднаш беше и врзало сите 3 коси за коси и ја обесило за една гранка од дрвото што било до него. Кога се виделе самовилите обесени на дрвото, паднале на аман да му се молат на момчето да и пуштит. "Ве пуштам," им рекло момчето, "ама ако ми и дајте очите од татка." "Појди, момче, кај онаа пештера," му рекле, "кај нас дома и земи и очите од полица што се како 2 позлачени јаболка. Однеси му и дома на татка ти, нека изејт и веднаш очите ќе му дојдат. Ама кога ќе влезиш дома кај нас, кротко да одиш
за да не ни исплашиш децата и да се изгорат во огнот. Отрчало момчето во пештерата од самовилите и дал вик во пештерата, се уплашиле децата и сите во оган беа се фрлиле, та беа се изгореле. Зел од полица јаболката и отишол кај самовилите, та и пуштил од кај што беа обесени. Кога ошле самовилите дома, си најдоа децата изгорени. Леле, море сестри, беше рекла едната на другите. Бегање не пери нас, ништо друго. Од страо на момчето беа избегале самовилите на далечната страна. Му и однесло јаболката момчето на стариот, татка си оладжак, и му дало едно јаболко да го изи. Едно го изел и му се отворило едното око. Дај сега, татко му рекло, уште двата клуча од двете одеи, да видам што има внатре, ако сакаш уште едното јаболко да ти го давам да го изиш и да провидиш. Извадил старио клучеите и му и дал, а момчето му го дало уште едното јаболко. Кога отворило момчето првата одаја, видело една чешма што течело злато. Се наведило на чешмата и се измило глава за да се оладит, а од главата дури до појасо сето се позлатило. До чешмата имало еден конј со крилја, се опознале со коња. Отишло момчето кај другата одаја и од која ја отворило, видело и таму една чешма и до чешмата имало врзано една маска и таа со крилја. Си измил нозете од таа вода и се сторил од нозе до појас сиот од стребро. Од која поседело некое време момчето, му се здодеало само во таа пустелија и му се посакало да си одит во некој град, кај што има многу луѓе. Една вечер отишол кај конјот и се зговорил да бегаат. Арно, момче, сакаш да бегаме одовде? И јас за бегање сакам, за да не бидам во оваа апсана. Арно, ама треба да знаеш оти старио ќе ја јавнит маската и бидејќи таа јат појунак ќе не втасат и ќе не вратит. Ами како да правиме, бре конче? Му рекло момчето. Кажи ми ако ти ваќа умот. Да земиш чешелот, малку сол и едно шише масло и ајде да бегаме, му рекол коњо на момчето. Си зело момчето чешелот, сол и шише масло и си го јавнало конјчето, та си тргнало да бега. Сетил старио, јавнал маската, та се пуштил по него. Овде, онде, го привтаса и едно го виде коњо, му свика на момчето. Врли го момче чешелот на земи, оти ќе не вати старио. Го врлило момчето чешело и веднаш беше се сторило еден арман трњи. Удри старио маската да помини, удри, не можел и се вратил од околу да поминит. Бидејќи побрза маската, пак го привтасал старио момчето. Врли, бре момче, солта, оти не вати старио, му рекол коњо на момчето. Ја врлило солта и се сторило една страшна планина саде спила и камење. Удрил старио маската, удрил да помини преку планина, не могол и пак завртел одоколу и пак го привтасал момчето. Истури го, бре момче, маслото, му рекол коњо, оти не втаса старио. Го истурило момчето маслото од шишето и веднаш беше се сторило една река голема. Удрил старио маската да помини, не можел да поминит и дал вик по момчето. Стој, бре момче, не бегај да ти кажа нешто. Стој, бре момче, не бегај. И тогај беше застанало момчето да чуе што ќе му кажат. Кажи, старче, што ќе ми кажеш? Му рекло. Види се, бре момче, оти од глава до појас си позлатено и од појас до нозе сиот си стребрен. Покри се да не се гледаш, оти така лошо ќе патиш, му рекол старио и се вратил назад. Кога се видело момчето, вистина од глава до појас позлатено и од појас до нозе постребрено беше било. Зело од некој питач ветви алишта и се препроменило за да не се познат од јед позлатено и посребрено, си клало на глава под капата едно суво шќембе да се кажува ќелеш. Летнал коњо една вечер со него и го однесло во бавчата од цареа ќерка, помалата,
чунки царот си имал 3 ќерки и сите 3 си имале по една бавча. И во секоја бавча по еден бавчанџија да му и работит бавчите. Кога се видело момчето во бавчата од царја ќерка, му зело од коња едно влакно и го испуштило да си летне. Ај конче, ој си сега, му рекло, до кога ќе ми требаш, ќе те викнам. Седнало кончето во еден ќош со скрстени раце, како некој сиромавче. Шетајќи бавчанџијата низ бавча, го видел момчето кај беше се стуткало како некој сиромавче. Што си дошло, бре момче, му рекол бавчанџијата, овде во царја башча? Аман, стрико, ти и господ, примаме да ти слугувам за едно парче леп, оти су многу сиромав. Кога чул бавчанџијата тие жални зборови од момчето, му се нажалило и го прибрал да му чини измет во бавчата. Дење си работело низ бавча, а ноќе си лежало во кокошарникот. Неколку дни со ред што ја гледало момчето царја ќерка да стоит на пенџере и да се пулит во бавчата, и момчето ја гледало од кокошарникот и си рекло со умото да го викни коњот. Сехтал еден трат, го нашежил влакното од коњо и веднаш долетал коњо. Ислекло момчето парталаите алишта, го јавнало коњот, та го разиграло низ бавче и кога го видела царја ќерка, срце ја ватило. Јас сирота, си рекла само со себе, кој ќе биде това момче за јас да го земам? Од кога доиграло момчето со коњо, го испушти и си влезе в кокошарник да си спиет. Царја ќерка беше го видела и го сетила кој е, чунки од некој ден понапред беше го видела кога му помагало на бавчанџијата. Утрото дошол бавчанџијата и кога гледат, сета бавче истропкана од конј. Кој дошол, бре, ќелеш ноќеска со конј што изгазил вака бавчава? Мајсторе, не го познав кој беше. Едно момче беше со еден конј, тоа играше и пак си отиде. На тие зборови дошла царја ќерка и му рекла на бавчанџијата: што го караш, ќелешо бавчанџи, што зејан ти стори? Како што го карам, честита царја ќерко, кога не вардел ноќеска? Еве, дошол некој ноќеска и ми изгазил бавчата. 1000 гроши изјан ми сторил. Нати 2000, бре бавчанџи, му рекла царја ќерка, и не карај го ќелешот. Му изел 2000 и заќутел бавчанџијата. Другата вечер пак го играл коњот ќелешот и третјата вечер пак го играл. Царја ќерка пак му платила на бавчанџијата зијанот за едното 2, отколку што посакал тој. Дошла една вечер царја ќерка кај момчето и му дала прстен позлатен за нишан, да знаетот и него ќе го земит и други не е чаре да земит. И надеждила царја ќерка двете и сестри за да имажи царот. Од кога се созборувале сите 3 сестри, му се стеграле на царот да имажит. Од кога видел царот зорот од ќерки си, направил 3 јаболка позлаќени и свикал што е машко од градот да се зберат на едно место. Се собрале се што било машко и се наредиле сите 3 ќерки од царот. Се заповедало царот да врват сите пред ќерки му. Се наврвеле да врват и големата ќерка од царот си бендисала едно богато момчета, врлила со јаболкото и си го удрила, си го зела за маж да ја биди. Така и средната си зела едно момче од најбогата куќа, а најмалата никој момче не бендисува и штом дошол ќелешо да врвит, беше си го удрил. Свикале царот со сите покрај него: Јан лаш, фрли царја ќерка. Повторно пак се наврвеле сите да врват и пак таа ќелешот беше го удрила. Треќи пат пак него беше го удрила. И кога виде царот и се ќелешо го удирала по малата му ќерка, при се што ја милуваше многу, му се одмилило и со лутина е викнал: Ај, крши си главата, ќерко, со се ќелешо, да не те гледам пред очи, лели него го бендиса и ме усрами. И си го зела ќелешо и си ошла во кокошарникот да си седит. Поминало некој време и царот го заболеа очите.
го лекувале, ама немало вајде од ништо. Му рекол некој на царо да најди од вил, демек, од слон млеко. Да му турат 2-3 капки од млекото и ќе му оздрават. Кој ќе ојде да најди млеко? Se тоите ќе одат. Кога чула помалата ќерка, ошла кај царот и го молела да му дајат на Ќелеш еден каков годе конј за да ојти тој да барат млеко. Ај бегај од тука и мажот ти можел да најди млеко. Те молам татко му рекла, дај му еден конј да појди и Ќелешот белчи ќе најди. Ај, нека земи и тој конј и иста ми се од пред очите, ја рекол царот. Зел Ќелешот еден најслаб конј и отишол тој понапред, на патот нашол еден батак голем, да го закачил конјо и чекал да поминат баџанаците за да го видат. По малку време стасале баџанаците и кога го видале закопан до коленици во калта, кај се мачел да го вадит конјот од калта. Еди море Ќелеш, му рекле, па и ти ќе одиш да свршиш работа. Амат бре баџанаци, елате да ми поможите за да го изваам конјот од калта, им рекол Ќелешот. Се изнасмеале баџанаците и си дупнале коњите по пат. Едно заминале до некаде и Ќелешот беше го жегнал влакното од конјот со крилјата и веднаш беше му втасал. Слекол лошите алишта, го јавнал конјо и одлетал кај што имало вилои, та зел млеко во едно шише и зел во друго шише млеко од дива свиња, та и пречекал баџанаците на патот. Каде вака, момчиња? И прашал Ќелешо, сте се упатиле? Кога го вида тие сето позлаќено и постребрено, на чудо беа станале. Не, момче, ојме да бараме млеко од вил за очобол, му рекле. Тамам, ете го најдовте, им рекол. Еве, јас имам млеко од вил, ако сакате да ви го дам. Ама бе, брате, му рекле, колку пари ќе ни сакаш ќе ти дајме, само да ни даиш. Пари јас, пријатели, неќум, им рекол. Јас сум многу богат, еве, како што ме гледате. Ако декшаате по еден мур на буто да ви удрам, еве го шишето, нави го. Ај нека ни удри, рекол поголемиот на помалиот. Чунки немат кој да не видит и така сме го нашле тоа што го баравме. Му се навртиле да му удри по еден мур и му го дал Ќелешот свинското млеко. Тргнале назад да си одаат и Ќелешот околу пак си влегол во калта да го вади конјот. Уште си тука, бре, Ќелеш, му рекле. Ние отидовме и се вративме, ти уште конјо го вадиш. Му дале млекото на царот и едно турил во очи, уште полошо му сториле. Отишла ќерка му од царот помалата и го помолила да му донеси таа млеко што донесол Ќелешот. Бегај од тука, е рекол. Двајцата зето и не нашле од вил млеко што отидоа до крај земја, да Ќелешот твој нашол, што беше се закопал во батакот. Те молам, тате, му рекла, обиди една капка, белџи ќе ти дојд поарно. Ај, донеси, ај да видиме, е рекол царот. Донесла млеко и му капнала една капка во обете очи, та веднаш му се провидела. Да си ми жива, ќерко, што ми даде виделце на очите, рекол царот и ја дал една друга одаја да седат. Арно, ама пак не ќел царот да излези Ќелешот пред него. По малко време се отворило еден џенг помеѓу царот и еден друг цар. Собрал царот војска и зел тој си со себе, та тргнал да оди на бој. Излегла ќерка му пред царот и му се молила да му дајте еден коњи на Ќелешот, за и тој да одит на војска и од многу додеање. Заповедал царот да му даат еден коњ, ама назад по војската да одит. Јавнал Ќелешот коњот и го закопал во една кал на патот. Поминал царот со тој си и со сета војска и кога виде Ќелешот кај туку се кашкал со коњот во батакот, многу се беше устрамил и се препраал џоа не го гледат. Сета војска што го гледала, сите се смеале и се шегувале со Ќелешот. Се отворил џенгот и
царската војска туку речи ватила да се плаши. А во тоа време втасал Ќелешо со коњо што лаштеше и туку му влегол на другата војска да сечи со сабијата и сокаци да праите. Кога виде таа војска таков јунак, трештила и избегала. Поминал Ќелешот покрај царот и беше си го насекол малиот прст од навала да му течи крв. Го видел царот, извел маврамата позлатена, таму му го врзал прсто, извајле двата баџанаци прстењето позлатени и му и дале на Ќелешо. Си тргнал царот со војската за дома и Ќелешо одоколу пошол во калата да го вади коње. Туф, ала бе ја ни версан со овој Ќелеш што си го налепив, за срамота ме стори, си рекол царо. Од кога си ошол царот дома, викнал една вечер гости сите големци. Ошла по малата му ќерка кај царот и го молила да појде и Ќелешот на гости. Од кога многу го молила, му дал извин да оди и Ќелешот, ама најдолу да седнет. Се наредиле околу царот сите големци на трпеза и Ќелешот седнат најдолу. Му потуриле на сите раце да се измијат и се изваиле секои шамиите да се избришат, изваил и Ќелешот позлатената маврама што му ја дал царот. Кога ја видел царо, на чудо беше станал. Од кај ја најде таа маврама, берзету? Му рекол царот. Ами лели ти ми ја даде, честити царе, му рекол Ќелешо, кога си го пресеков прстот на дженгот. Да ти зер беше, брезету? Му рекол царот. Рипнал Ќелешот, жегнал влакното од коњот, дошол коњот и го јавнал Ќелешот. Слекол ветвите алишта и му се вкачил на сарај кај царот. Кога го видоа, сите се зачудија. Ја види, честити царе, тие твои зетуи на десните бутуи, дали немат по еден мур, што му дадов млеко свинско за очите кога те боле? Кога ја виде, вистина, имало по еден мур. Тогај Ќелешо го кладе до себе, а друзите зетуи подолу од нив и најпосле цар се стори Ќелешот до после.